Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Собраниската седница, која што започнува утре, дефинитивно ќе потврди кој е за македонската европска иднина, а кој против членството во Европската унија. Секој пратеник има одговорност пред иднината на државата и пред интересот на граѓаните. Пратениците мора да му погледнат на народот во очи и да изберат интеграција во ЕУ или изолација. По објавувањето на текстот на предлог за уставните измени, кристално јасно е дека никој нема ништо против содржината на вака предложениот текст. Второ, граѓаните се уверија дека не се загрозува ниту едно македонско идентитетско прашање, туку се зајакнува македонскиот идентитет. Со уставните измени се зајакнува мултиетничкиот карактер и македонскиот идентитет, затоа што македонскиот јазик е признаен во Европската унија и со преговарачката рамка и поради дефиницијата за македонската посебност. Сите лаги кои досега ги пласираше опозицијата се потопени. Нема асимилација, нема бугаризација, има признаен и потврден македонски јазик и идентитет во Европската унија. Требаше Мицкоски и ДПМН досега 100 пати да се извинат. Не на нас, на граѓаните, за срамните лаги, но тоа е само потврда за нивната погрешна политичка матрица и немање државнички капацитет. Прво беше асимилација и бугаризација. Откако се виде дека нема ништо од тоа, сега е бугарски диктат. Уставните измени не се ничии диктат, ниту пак нечи поединечен предлог, туку се дел од преговарачката рамка на Македонија со Европската унија. Ни повеќе, ни помалку. Стратешката цел, поставена уште од независноста, е членството во Европската унија. Граѓаните сакаат да бидеме дел од ЕУ, рамноправни, рамо до рамо со европските народи. Но, не затоа само ради членството само по себе, туку заради подобар животен стандард, ради подобро владење на правото, заради економски напредок, социјална правда, заради подобар живот по европски стандарди, затоа што сакаат децата да им останат тука дома и тука да си ја градат својата иднина. Одговорноста на секој пратеник е тоа да им го овозможи. Седницата е последната можност и за ДПМН да покажат дали избрале интеграција во Европската унија или избрале изолација, седнати во скутот на левица. Доколку ја одбрале левица и антиевропскиот блок, ДПМН е отворено застанува против Македонија, против врвните национални и државни интереси на македонската држава, членството во Европската унија. Ви благодарам. Повелете со прашање.